Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов најавува можни поплави во текот на октомври, зошто тоа било анализа на секторот за процена на ризици. И од процената која што правиме, процека на ризики за загрозување на државата, за неколку недели сметано од сега, можеби за 1 месец следат поплави во Македонија, затоа што ваквите суши вообичаено после нив да се појавуваат поплави статистички. Тоа не мора да значи дека ќе има поплави, уште од сега ги предупредувам градоначалниците и сите оние кои што стопанисуваат со одводните канали да се фатат со работа и истите да ги исчистат. Предупредувањето на Ангелов, градоначалниците од регионот го слушнале, но тврдат дека ваква активност тие веќе спроведуваат, а некои дека работата веќе ја завршиле. Тие причини ние веќе извршивме детално чистење на каналите како минутни за овие населени места, што значи дека очекувам дека овој проблем нема да го имаме во овој период, бидејќи веќе се направени сите активности да спречиме поплави. Сите реки во општина Зрновци, тука мислејќи на Зрновска река, Морошка, Видовишка, тие веќе се уредени со тоа што е направена регулација и уредување на кеот, така да во тој дел немаме никакви проблеми. Меѓутоа останатиот дел кај што зафаќа земјоделско земјиште исто така е исчистен, така да не представува никаква опасност од поплави. Предупредувањето на Ангелов во овој момент се совпаѓа и со метеоролошките прогнози кои во наредните 30 дена предвидуваат дождови кои ќе започнат уште овој викенд. Во текот на утрешниот ден во источните делови се очекувала развој на нестабилна облачна маса, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури околу 25-тиот, односно 26-тиот степен. Овие услови за краткотраен пороен дожд ќе ги има и во недела. Дали поплави ќе се случат или не зависи од временските услови, но проблемот со нив досега најчесто бил поради неисчистените одводни каналски мрежи. Тие со години се запуштени, а во некои општини дури и заборавиле каде некогаш биле, зашто сведочат последните поплави во селата Чифлик, Горни Подлог, Грдовци и други села. Оваа вода не е од дождот, туку од изливање на неколку речни канали. Проблемот не е од Господа што ни го даде дождот, него проблемот е од некои небрежности, некои работи што требаше да си ги завршат институциите.